69 недвижнини во сопственост на ВМРО ДПМН се замрзнати од судот. По барање на специјалното јавно обвинителство во случајот Талир, кривичниот суд донел одлука да замрзне поголем дел од имотот на партијата. Меѓу објектите и земјиштето за кои е изречена привремена мерка за обезбедување на имот, се наоѓа и партиското седиште во Скопје. Според СЈО, со оваа мерка се забранува отуѓување на конкретниот имот, како и давање под закуп на истиот. Дејствијата се преземени во рамки на предметот Талир, со оглед на тоа што постои веројатност истиот имот да биде оттуген до завршување на постапката. Со мерката се замрзнати вкупно 69 недвижнини, меѓу кои објектот во кој се наоѓа седиштето на партијата. Со оваа мерка се забранува отуѓување на конкретниот имот, како и давање под закуп на истиот. Дејствијата се преземени во рамки на предметот Талир, со оглед на тоа што постои веројатност истиот имот да биде оттуген до завршување на постапката. 68 од овие објекти биле купени во период од 2013 до 2015 година и проценети се на 3,5 милиони евра. Проценката на вредноста на така наречената Бела палата е 14 милиони евра, а инвестициската вредност била 7 милиони евра. Една од причините за оваа мерка на судот е најавата за продажба или издавање под закуп на партиското седиште, но и тоа што во јануари годинава ВМРО ДПМН веќе продал еден стан во Кисела Вода во вредност од 100.000 евра. Случајот Талир се води против Мартин Протугер, Никола Груевски, Илија Димовски, Даниела Рангелова и други високи партиски функционери за незаконско финансирање на партијата во вредност од 4,9 милиони евра. Со овие средства биле склучени 78 договори за купување недвижен имот, а дел од овој имот не се користел за партиски, туку за приватни цели.